Маријан Лазовски повеќе не е селектор на македонската кошаркарска репрезентација, откако управниот одбор на Македонската кошаркарска федерација ја прифати неговата оставка. Има две причини за неговото повлекување. Првата е здравствена, а втората е желбата целосно да се посвети на кошаркарскиот клуб Работнички. Видете, јас кажав уште кога се вративме од Венецуела дека секој резултат после Литванија ќе биде неуспех доколку не отидеш на Олимпијада и на Олимпијада не направиш нешто повеќе. Значи, првиот неуспех што не отидовме на Олимпијада го прифаќам као дел од моите обврски. 8 години сум во репрезентацијата, изведов една генерација 87-8 што веќе во А селекција има 5-6 играчи, Костовски, близнаците Стојановски, Кирил Николовски, Дарко Соколов, Пеџа Самарџиски. Значи 8 години работам без прекин после клубските обврски со репрезентација. Сето тоа се наталожи на мене и можеби знаете во последните месец дена имав и некои здравствени проблеми, бев долго одсутен од клубските обврски и сакам оваа година максимално да се концентрирам на работата во Работнички, затоа што имам еден проект што треба да го заживееме Работнички. Тоа се однесува до репрезентацијата, до управниот одбор. Благодарам на онаа соработка што имавме, ние не се разделуваме, значи ние сме пријатели, ќе останеме пријатели, има простор за соработка на други полиња и се надевам дека македонската кошаркарска репрезентација ќе го одбере најдобриот, што ќе продолжи во репрезентацијата, ќе има огромни обврски, европското првенство не чека жребањето за европско првенство и мислам дека ова беше правото време за мое полекување, за да може новиот селектор добро да размисли, да ја осмисли групата, мислам да ја согледа групата што ќе биде избрана за европското првенство и да го направи планот и програма за работа. Лазовски на кормилото на репрезентацијата дојде на местото на Марин Докузовски и го предводеше националниот тим на олимписките квалификации, кои како што е познато завршија неуспешно и не успеавме да обезбедиме пласман на најголемиот спортски настан во Лондон.